Пратениците на ВМРО ДПМН до пратеничките групи го доставиле законското решение за продолжување на породилно отсуство, но се уште нема никаков одговор од другите партии кои се дел од парламентарниот состав. Иако поминаа веќе неколку дена од доставувањето, пратеничките групи на СДСМ, ДУИ, БЕС и Алијанса на албанците се уште не се изјасниле и немаат никаков одговор во врска со позитивните законски измени кои беа донесени и предложени од страна на група пратеници на ВМРО ДПМН. Станува збор за законско решение кое е идентично со предлог законот кој што го поднесе граѓанската иницијатива, подпишано од 217 мајки до Собранието на Република Македонија, а подоцна како неуредна беше одбиена на Комисијата за политички систем. Основна цел поради која се предлага донесувањето на овој закон, нагласуваат пратеничките во законското образложение, е пред се заштита на психофизичкото здравје на бебињата, со продолжувањето на породилното отсуство од 9 на 18 месеци, со што ќе се овозможи неопходен правилен раст и развој на бебињата. Измените на ова законско решение ги поднесуваме како поддршка на граѓанската иницијатива за продолжување на породилното отсуство, која беше доставена од страна на овластен предлагач во Собранието на Република Македонија, но за жал оваа иницијатива беше отфрлена како неуредна од страна на парламентарното мнозинство, со што се пропушти можноста за дебата преку јавна расправа. Доколку политичките партии во Собранието имаат волја да се продолжи породилното отсуство, тогаш лесно ќе изнајдеме решение и ќе покажеме дека техничките грешки не смеат да представуваат основа за неприфаќање на иницијатива со која граѓаните се обраќаат до нас самите, како нивни представници, се вели во предложеното законско решение. Пратениците на ВМРО ДПМН до пратеничките групи на СДСМ, ДУИ, БЕС и Алијанса за албанците уредно во писмена форма ги доставиле измените на законот за работните односи кои се однесуваат на продолжување на породилното отсуство за идните мајки. Имено пратениците на ВМРО ДПМН на пресконференцијата која ја одржаа пред неколку дена уште еднаш ги повикаа пратеничките групи да се изјаснат и да ги поддржат овие законски измени со кои ќе се излезе во пресрет на барањата на идните мајки. Затоа, како што велат тие, токму преку оваа ситуација ќе се покаже дали парламентарното мнозинство на вистина се грижи и ќе работи во интерес на граѓаните.